Со 141 дарување крв, Рази Саловски од Тетово го добива епитетот рекордер крводарител во југозападниот дел на земјава. Со радост која се забележува кога зборува за тоа, ни одговори дека задоволството е огромно. Потенцира дека крводарителството нема негативна страна, само позитивна, а тоа е подобро здравје за себе си, но и хуман потек со кој се спасуваат животи. За прв пат дарувал крв како средношколец. Го сватив тоа не како должност или обврска, туку како еден вид хуман гест и си продолжив редовно да дарувам крв. И покрај тоа што имав многу ретка група, нулта негатив, таа е една од најретките групи. Продолжив да дарувам, иако бев често пати враќан, за да има потреба. Повеќето од пациентите ја добивале таа крвна група, а ние ја добивме само од нашата група. Понатаму продолжив, после вработувањето, продолжив редовно да се јавувам во медицинскиот центар. Сум дарувал во Скопје, во Битола, во Дебар. И сакам да кажам дека дарувањето крв ја го делам на два дела. Првиот дел онај, да го наречам, негативна страна и позитивната страна од дарувањето. Негативната страна мислам дека е само една нула, ништо повеќе. Таму нема никакви контраиндикации, компликации, штета на здравието, а таа позитивната страна, прво со дарувањето на крв веднаш се активира, така е нашиот организам составен. Се активира коскената срж да произведува бели крвни зрнца. Таа е нашата војска што не чува. Не можам сега да влегувам таму во тие медицински работи, меѓутоа она што го знам. И веднаш делува позитивно на нашето здравје, на секојдневието, расположението. Прво, многу се помали ризиците за болестите. Прва, многу се помали ризиците за мозочниот удар, за кардиоваскуларните болести, за црниот дроб, за целиот организам, затоа што свежата крв секогаш делува позитивно и на организмот. Саловски вели дека здравјето одлично го служи заради здравиот начин на исхрана и физичката активност како долгогодишен планинар, во комбинација со крводарувањето. Порачува другите да го следат неговиот пример, но и надлежните повеќе да работат на информирање на граѓаните за придобивките. Гледам дека има појава младите да се јавуваат и да даруваат крв, и тоа ме радува нормално. Јас прво си речам престиж, меѓутоа би сакал некој да ме следи, а и да ме престигне, и тоа ќе бидам најсреќен ако некој ме престигне, затоа што нема подобро чувство од дарувањето на крв. И хуманоста и сопственото здравје. И младите најдобро би било да прво да се проверат дали се здрави. Тоа, психофизички здрави, затоа што здрав човек може да дарува крв. И кога еднаш ќе даруваат, ми се чини дека самите ќе осознаат дека треба да даруваат крв. Некој има близок што прележал некоја тешка болест, па добила крв од некои други луѓе, ќе знаат дека тоа е сепак многу хумана работа. И мислам дека и малку и медицината, и образованието, мислам, и во школите треба барем еднаш месечно или на 2 месеци да се одржуваат тие предавања, да има, да се стимулираат младите. Младите, сите се хумани, меѓутоа некој се плаши, некој не е информиран. Еве јас, например, ќе ги информирам, одговорно ќе ги информирам, дека нема никаква опасност ако дарувате крв. Ама не постои никаква опасност. И за крај, порака дека сите треба да ја покажеме својата хуманост преку крводарителството. Веројатно со една капка крв ќе се спаси живот. Меѓутоа, ако сите бидеме хумани, барем по 10 пати да дадеме. Ја мислам дека во многу ќе се смалат болестите кај луѓето. Затоа што имаме разни случаеви. Не е само сообраќајните незгоди или пожарите или елементарните немоги. Тука се случуваат болести, се случуваат на разни начини.